9 часот и 30 минути, чести задоволство ми е да ви посакам добро утро и добро дојдовте во новиот квадрат. За сите вас кои останавте дома викендов, тука сме ние да го направиме овој викенд уште поубав, да внесеме малку позитивна енергија во вашиот дом, но пред се многу совети, насоки и инспирација за уредување на вашиот простор. Се подготвивме добро за овој квадрат, а што ќе гледате во него, само накратко ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме на тема бои. Ви помагаме да одберете соодветно дрво за различен мебел во вашиот дом и зборуваме на тема декорации. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Пролетта како годишно време ни носи многу убави бои во природата, па добиваме некако мотив и инспирација да ги внесеме и во нашиот простор. За боите зборуваме денес и тоа во првите минути од ова денешно дружење. Уживајте во првиот шарен прилог. Изминатата година беше година на реновирање и подобрување на нашите простори за живење. Повеќето од нас имаат поминато повеќе време во своите домови од кога било досега, така што вложуваме време и енергија во барем еден мал проект за ремоделирање. Желбата и трендот за поубави и освежени простори, каде се уште поминуваме добар дел од нашето време, продолжува и оваа пролет. Со вистинските комбинации на бои можеме да му приредиме стилски пречек. Кој ги поставува трендовите на боја? Кој всушност одлучува кои бои ќе бидат популарни? Лидер во ова е Институтот за бои Пантон, кој е дел од реномираната меѓународна компанија, која со децении развива системи за боја во козметичкиот, модниот, текстилниот, графичкиот и внатрешниот сектор. Институтот ги одредува трендовските нијанси за следните периоди, така што меѓу другото ги наблюдува и зема предвид колекциите представени на светските модни писти. Меѓутоа во анализата се вклучени и боите кои се користат во забавната и филмската индустрија и во современата уметност. Трендот на модерни бои за внатрешни работи брзо се менува, внесувајќи нови комбинации на бои и акценти во просторот и неговите декоративни елементи. Контрастни нијанси за оваа пролет се полноќните темно-сини и пригушени кедар зелени, кои во комбинација со пастелни тонови создаваат бројни разиграни комбинации во дизајнот на интериер. Со вистинска количина на смелост во користењето на овие нијанси, просторот ќе изгледа модерно и неколку години по реновирањето. Пригошеното кедрово зелено е смирувачко и затоа е идеално за украсување и создавање пријатна, удобна атмосфера во бањата. Извонредно оди со сите нијанси на беж, елегантен песок, пастелно-жолти и топло-кафени нијанси. Песочните пастелни детали се идеални за истакнување на зелено-сиви, зелено-бели и зелено-кафени комбинации во внатрешната опрема. Природата е најдобрата инспирација за создавање избалансирани и хармонични шеми на бои за внатрешна декорација. Обкружени со природни бои, ќе се чувствуваме пријатно и удобно. Така нашата пролетна шема на бои во зелени, сини и пастелни тонови е инспирирана од медицинското алое, длабокото море и светлото дрво. Нијанси на зелена и природни тонови на дрво ја прават спалната соба смирувачка, создавајќи опуштена, интимна атмосфера. Зелено обоениот ѕид е погоден за сите стилови на внатрешната декорација, од традиционални до модерни и минималистички решенија. Спротивно на популарното мислење, смирувачката зелена боја е погодна за употреба во простори наменети за релаксација. Комбинацијата на мирни, земјени неутрални тонови со смирувачки зелен акцент ќе ни го даде тој почеток што ни треба на сите оваа година и ќе го ослободи нашиот дом од минатогодишниот стрес. Полноќната сина е убава, многу елегантна и погодна за простории каде сакаме да внесеме чувство на елеганција и веселост. Декоративни перници, постелнини, тапациран мебел, завеси или теписи во пастелни тонови ќе ја надополнат и истакнат таа елеганција. Оваа комбинација гарантира релаксирачка, мирна и елегантна атмосфера во собата. Природни светли нијанси на мебел од дрво со темно-сини ѕидови во улога на убава позадина ќе внесат топлина во просторот и ќе ги усогласат просториите за живење еден со друг. Топли природни тонови, пригушени нијанси на скапоцени камења, смели комбинации и враќање на тактилните материјали најавуваат пресврт во дизајнот на интериер за 2026 година. Експертите велат дека се враќаме во атмосферата,
длабочината и домот кој зрачи со карактер. Институтот Пантон ја представи Cloud Dancer како боја на годината за 2026 година. Мека, воздушна бела нијанса што символизира јасност, одмор и нови почетоци. За оние кои првпат се среќаваат со овој избор, Пантон е највлијателниот систем за стандардизација на бои во светот, а нивното објавување на боја за годината ги обликува трендовите во интериерот, модата и индустрискиот и графичкиот дизајн веќе 2 децении. Cloud Dancer е замислен како лесно, етерично, празно платно, кое носи смиреност и брз свет. Институтот за бои наведува дека живееме во моментот на трансформација кога се преиспитуваат ритмите на животот и односот кон просторот. Во интериерите оваа боја функционира како нежна основа која ја подобрува природната светлина, ја истакнува текстурата на материјалите и одлично се комбинира со топли неутрални тонови и пригушени бои на скапоцени камења. Уште пред да биде прогласена боја на годината, дизајнерите на интериер широм светот веќе го препознаа правецот во кој интериерите ќе се движат во 2026. По долг период на студени речиси лабораториски палети и безбедни сиви тонови, во фокусот доаѓаат топлината, длабочината, природноста и боите кои се чини дека од секогаш биле дел од просторот. Потребите на корисниците се менуваат од темел, скротливите нијанси го заменуваат стерилниот минимализам, а смелите комбинации и слоевитата палета ја враќаат индивидуалноста во декорацијата на домот. Најголемата промена се гледа во основната палета. Неутралните бои остануваат важен дел од интериерот, но повеќе не се студени и груби. Тоновите на песок, глина, карамела, топла беж, светло какао, крем нијанси и здодевни маслинки доаѓаат до израст. Почесто се избираат потемни видови дрво, како орев, даб и топли тонови, кои на просторот му даваат сериозност и смирен карактер. Оваа палета изгледа непретенциозно и природно. Наместо простор кој личи на сценографија, добиваме интериер кој дише, во кој веднаш се чувствува топлина и текстура на материјалите. Во комбинација со ленени, волнени, камени и мат површини, овие тонови создаваат долготрајна основа која лесно може да се надополни со други бои. За разлика од светлите, сјајните тонови на скапоценности кои повремено влегуваат во трендовите во претходните години, 2026 година ја нагласува нивната пригушена подлабока верзија. Смарагно-зелена со сивкасти подтонови, длабоко сафирно сино, земјено-зелено и дискретни вински нијанси создаваат атмосфера на елеганција без драма. Овие бои се покажуваат како исклучително практично во дневните соби, во спалните и трпезариите, каде придонесуваат за чувство на интимност и елеганција. Пригушените тонови на скапоцен камен особено добро функционираат во темно дрво, подебели текстури, конструкции и помеки форми на мебел, така што внатрешноста добива слоевитост и длабочина што не се подпира на декор, туку на самиот тоналитет. Еден од најсвежите трендови е комбинирање на тонови кои, барем на хартија, не треба да работат заедно, туку да создаваат впечатлива енергија во просторот. Се почесто се појавуваат комбинации како лаванда и чоколадно кафена, сем жолта и темно сина, теракота и пастелно сина, па дури и малку светкаво темно-зелена во комбинации со мат и беж. Како противтежа на контрастите се појавува техниката на слоевито боење во една палета. Таванот, ѕидовите, постелнината, драперите и тапацираните елементи користат варијации од иста нијанса, така што просторот изгледа мирно, избалансирано и визуелно кохерентно. Зелената останува една од доминантните бои на современите интериери, но незиниот тон е многу поприроден од претходните години. Наместо светло зелена 2026 година ги нагласува нијансите на маслинесто, жалфија, еукалиптус и шумско зеленило, кои внесуваат мир и чувство на поврзаност со природата во просторот. Заедно со нив доаѓаат материјали кои одговараат на таквата атмосфера. Цврсто дрво, природен камин, теракота, текстурирани ѕидови и ткаенини со видливи влакна. Внатрешноста веќе не е само визуелно искуство, туку искуство кое вклучува допир, светлина и природна динамика на материјалите. Во трендовите влегува и блага носталгија. Теракота која изгледа како да го впива сонцето со години, раѓосена со портокалови нијанси кои потсетуваат на 70-тите. Здудевна црвена и синапово жолта создаваат атмосфера на дом во минатото. Овие бои се идеални за интериери кои не сакаат совршена естетика,
туку карактер и топлина. Патинираните површини, матлакови и малку нерамни текстури. Се повеќе се користат за просторот да изгледа автентично, како да е граден и обликуван во текот на времето, а не украсен во еден ден. Ако треба да ги сумираме трендовите за 2026 во една реченица, тоа би било: се враќаме во дом кој се чувствува жив, личен и автентичен. Ако сте во фаза на уредување на вашиот дом и тоа до онаа точка каде што одбирате мебел, сигурно главно се прашувате каков материјал да биде оној од кој ќе биде истиот изработен. Може би вие дрвото е еден од омилените и со право е така. Какво дрво конкретно да одберете, за која намена, ви откриваме ние во следните неколку минути. Уживете! Едно од првите прашања што клиентите ги поставуваат е: кое дрво треба да го купам? Одговорот зависи од тоа што изработувате, каде ќе се вклопи мебелот и каков е вашиот буџет. Не постои универзално најдобро дрво, но постои вистински избор за секоја ситуација. Дабот е едно од најбараните дрва за мебел, и тоа со добра причина. Неговата тврдост е 1290 на јанка скалата, што значи дека може добро да издржи удари и секојдневна употреба. Тој е исклучително издржлив. Мебелот од даб кој е правилно направен трае со децении. Отпорен е на влага, па затоа може да се користи за куински работни површини. Зрнестата структура на дрвото е убава, изразена и добива потопол тон со возраста. Цената е повисока од повеќето други домашни видови, но кога ќе размислите колку долго трае овој мебел, вреди. Единствениот недостаток е тоа што дабот е тежок за обработка. Тврд, тапалат, брз и бара искуство при спојување. Но откако ќе го направите правилно, резултатот е премиум. Најдобро е за трпезариски маси, куински работни површини, масивни полици и скали. Следна е буката. Тоа е тврдо дрво со хомогена структура и светло-розова боја. Неговата површина е мазна и пријатна на допир. Попристапна е од дабот и во тоа лежи неговата најголема предност. Добивате квалитетно тврдо дрво по разумна цена. Но буката има една сериозна слабост. Ја толерира влагата. Ја абсорбира како сунгер и кога ќе се навлажни се деформира. Мебел од бука во бањата или на терасата, заборавете на тоа. За внатрешни, суви простори, одлично. Овој материјал е благодарен за обработка. Добро се струже, добро прифаќа лак и масло, а спојките цврсто се држат. Најдобро е за столчиња, внатрешни полици, детски соби, комоди. Бор, ела и смрека. Ова се меки дрва. И мора да бидеме искрени, тие не се за секого. Лесно се гребат, брзо се вдлабнуваат и едноставно не се доволно цврсти за куински работни површини или многу користени маси. Но тие си имаат свое место. Борот дава рустикален, топол изглед што многумина го сакаат. Поевтин е од тврдото дрво, лесен е за обработка и идеален за хобисти. Го користиме за декоративни елементи, полици, рамки, детски соби, кревети. Таму каде што мебелот не е многу оштетен, борот и елата ја завршуваат работата сосема добро. За куински работни површини, дефинитивно не. За полици за книги, да. Најдобро е за полици, за декоративни елементи, за детски соби и за кревети. Орев, темен престиж. Ова е дрво за специјални проекти. Темната боја со исклучителна текстура. Секое парче го прави уникатно. Тврдоста е умерена, но доволно е за да се користи за маси и работни површини. Цената е највисока. Добрата даска од орев денес чини значително повеќе од даб. Затоа оревот ретко се користи за цели кујни, туку само за надворешните елементи, за масите, за скали. Дава резултат што не може да се постигне со кое било друго дрво. Најдобро е за маси, за фронтови на кујни, за скали, за специјални проекти. А што е со МДФ и ЛДТД? Ова не се дрва, туку индустријски даски. Но реално, тие го сочинуваат и поголемиот дел од модерниот мебел. И тоа не е лошо. Тие се стабилни, поевтини и во комбинација со фурнир може да изгледаат речиси идентично со масивно дрво. ЛДТД плочата, покриена е со меламинска фолија во боја на даб за полица, изгледа чисто и уредно. За телото на кабинетот или кујната, совршено. За видлива површина на маса, не. Ви треба вистинско дрво. Практичен совет за крај.
Најчеста и најпаметна комбинација за кујни е LDTD тело или MDF лакиран и фурниран фронт. За маси и видливи елементи цврсто дрво. Разликата е во цената и ја чувствувате веднаш, но не ја забележувате разликата во квалитетот бидејќи секој материјал е таму каде што најдобро функционира. Не сте сигурни што да изберете? Се надеваме дека ние денес ви помогнавме да направите вистински избор. Како и во уредувачкиот процес, декорациите ние овој квадрат ги оставивме за крај. За да ја заокружат нашава денешна дружба, ќе декорираме и ќе ве учиме како вие правилно да го направите тоа. Уживајте во последните неколку минути од денешното дружење. Внатрешните декорации можат да бидат изразени на многу начини, како функционални елементи на интериерот или пак како декоративни додатоци. И едните и другите имаат главна цел да го оплеменат просторот, да му дадат личен печат, да го направат многу попрактичен, пофункционален и да му дадат доза естетика, која ќе го направи различен од сите останати интериери, или поинаку кажано, ќе го направат само ваше катче, во кое со задоволство ќе ги поминувате моментите со семејството и пријателите. Ке започнеме од оние поголемите трансформации за промена на интериерот како што се боење на зидовите, тапети, преградување со декоративни елементи, а ке завршиме со оние поедноставните и уметнички, кои можете да ги реализирате секојдневно доколку сакате вашиот дом да биде постојано различен и интересен. Кога сакате нешто да промените, можеби прво погледот ви паѓа над зидовите. И тоа е очекувано ако земеме во предвид колкава е површината со која тие не обкружуваат. Ако ви здодеа да гледате во безлични и монотони зидови, самото менување на бојата на зидот може да биде добро решение. Но зошто да не пробате нешто сосема ново и се разбира поинакво? Постојат многу различни начини да го направите вашиот дом или канцеларија уникатни. Индивидуалноста на секој простор е најлесно да се постигне со декоративни дела. Сликање декоративни техники, односно зидна декорација. Декоративните техники имаат многу предности. Тие се лесни за миење, не избледуваат на сонце, не се запаливи, тие се целосно ги исполнуваат еколошките, естетските и градежните стандарди. Дизајнот на тапетите денес е порафиниран од било кога. Моделите и боите на нив доаѓаат во многу различни комбинации. Ако мислите дека тапетите се ретро стил и се враќа назад во времето, веројатно веќе успеавме и да ви ги срушиме стереотипите. Денес лесно можете да направите тапетот да изгледа модерно и ексклузивно. Трендовите за внатрешен дизајн се менуваат, доаѓаат нови, но и старите се враќаат. Денешната популарност на арт-деко стилот ги врати тапетите во мода. Сега тие често доаѓаат во комбинација со кристали или златни лустери, но исто така се појавуваат на комплетно минималистички простори. Претходно зидовите беа наредени со тапети, а денес е доволно да се лепи само еден зид. Поради украсните елементи на тапетите, тие сами по себе се декорација, што го исполнува и разубавува просторот. Во таков украсен простор, дури и сликарството на зид е излишно. Добра декорација е и каменот. Каменот е уникатен во својата посебна структура и боја. Се користи илјадници години и еден од најстарите градежни материјали. Тој исто така и издржлив, високо квалитетен, визуелно зачудувачки и секогаш трендовски. За декоративни цели, каменот се користи во интериерот за многу работи и во многу простории, од дневната соба, огништето, скалите, па се до надворешна употреба како фасади, патеки и украси на вратите. А последниве години на голема врата се враќа и стаклото. Веќе се навикнавме на фактот дека обоеното калено стакло се повеќе се појавува како декоративен елемент во кујната помеѓу работната маса и висечките елементи. Но може да биде и декоративен елемент на зидот и на било која друга просторија. Многу едноставен начин да му дадете на вашиот простор за живење личен допир е украсувањето на софата со украсни постелнини. Без разлика дали е светла или пастелна, со ленти или точки, со геометриска шара, големи или мали. Важно е да ги сакате и да му дадете на просторот печат онаков каков што вие сакате. Старите рамки, пребоени и групирани во еден зид, исто така можат да бидат декоративни.
ефтина, но ефикасна декорација. Лустери, свеќници, украсни чинии. Ова се додатоци кои го збогатуваат интериерот, но тие се и стапица, бидејќи премногу различни додатоци може да му дадат на интериерот и многу лоша слика. Завесите ја потенцираат атмосферата на вашиот стан или канцеларија. Во согласност со амбиентот, изберете храбар и ефективен или мирен и едноставен. Ако ги комбинирате со вистински детали, вашиот дом на вистина може да заблеска. Последно, но исто толку важно како и претходните, е тепихот. Тој мора да го отвори просторот. Можете да го совпаднете со дизајни на дневната соба, но можете и да ги контрастирате, за да добиете супер ефект. На крајот, многу е важно сите детали и додатоци кои се дел од вашиот интериер да бидат дел од вас, вашите спомени и дел на онаа оаза која секојдневно се враќате среќни. Иако досега обрнавме внимание повеќе на функционалниот дел, овој пат ќе се фокусираме и на нешто што автоматски ја погодува секоја личност, кога ќе влезе во една просторија. Уметнички украси на тој интериер. Ние нема да навлегуваме во уметничка критика, туку ќе се фокусираме на целокупниот впечаток што тие го прават на гледачот. На крајот на краиштата постои добро познатата изрека во областа на англиското говорно подрачје. Не ја разбирам уметноста, но знам што сакам. Многу мина ги третираат уметничките декорации како наметнатост или помал фактор во внатрешната декорација. Но вистината е токму спротивното. Уметничките дела можат да бидат исклучително ефикасен начин за реновирање на секоја просторија. И тоа поради повеќе причини. Ја одбравте бојата во која сакате да ги преслечете ѕидовите, но сакате да го направите просторот уште поинтересен. Декорациите можат да бидат само елемент што недостасува. Изберете доминантна боја која добро ќе се меша со бојата на позадината и ќе се меша во една или други две нијанси, за да создадете смел изглед. Постојат многу апликации на интернет каде може да пробате како изгледаат овие соодветни бои, пред да одлучите за било која комбинација. Еден од основните принципи на дизајнот на интериер е дека секоја просторија бара одреден елемент на дизајн кој природно ќе го насочи погледот кон него и ќе служи како добар показател на целокупниот впечаток. Се разбира, уметноста може да направи голема работа од тоа. За да направите добар избор на вистинскиот дел, најважни се две точки: местото каде ќе го поставите и просторот кој ќе го зафаќа. Локацијата треба да биде централна и видлива од било кој агол на просторијата, а големината не треба да биде ниту премногу мала, бидејќи тогаш нема да има доволен ефект, ниту пак премногу голема, затоа што пак тогаш ќе се чини како да се прелева низ целиот простор. Не треба сите уметнички украси да бидат во форма на дводимензионални предмети, како што се слики и фотографии. Вазни, скулптури и други тродимензионални предмети го прават просторот подобар, илузиски и пософистициран. Текстурата на самите тие предмети исто така игра важна улога. Како што мазните предмети даваат помодерен и попрофесионален изглед, трнливите груби текстури му даваат поинтимно, рустично чувство на интериерот. Изборот на добар уметнички декор може да послужи како лепенка на недостатоци, без разлика дали тие се производ на недостаток на буџет или пак други околности, и да му дадете готов, исполнет и декориран изглед. Дури и кога станува збор за наедноставниот можен интериер со едноставни бели ѕидови, потребни се само неколку вистински украси за да може овој простор да изгледа неспоредливо поудобен и да оддава впечаток дека очигледно се вложени многу труд и внимание за да го декорирате. Со оваа тема и оваа содржина ви велиме пријатно за сега и ви се заблагодаруваме што бевте дел и од овој квадрат. Се надевам дека многу научивте од него, но се надевам и дека убаво си поминавме заедно. До следната дружба имајте убав остаток од денот и убав остаток од овој празничен продолжен викенд. Пријатно!